Над 3500 во државата и околу 300 извршни решенија во источниот регион ги шокираа некогашните должници на пропаднатата Македонска банка. Иако истата со решение на Народна банка не постои веќе 12 години, стечајниот управник сега од должниците со пресметани камати си ги бара парите назад. Имав кредит од 1000, а сега со камата треба да вратам околу 3500 евра. Се консултирав со адвокат кој ми напоменах дека долгот мора да го вратам, зашто во спротивно сметката ќе ми биде блокирана. Нервозна сум затоа што јас сакав долгот да го вратам, но ниту имаше сметка на која да уплаќам, ниту пак бевме известени дека ни течат камати. Вели некогашен штедач на оваа банка. Долгогодишен стручен сведок на вакви и слични ситуации е и вештото лице Глигор Ивановски. Според мене, ова е пример како не треба да работат банките, па на еден начин и државата, односно институциите кои што ги спроведуваат тие нивни извршни решенија, да ги кажеме. Треба подитно да се формира одбор на обесправени штедачи на Македонска банка или граѓани, како сакаме да ги наречеме, да формира свое едно тело кое што ќе биде протиставено на овие банкарски извршувања преку извршители, за да може да се дојде до некој прифатливо решение. Според мен ова е недозволен начин на наплата на побарување. Со ова мислење се согласуваат и другите консултирани експерти. Во најголемиот број случаеви се ќе заврши на суд, бидејќи никој од засегнатите немал добиено ниту опомена, ниту тужба, на која пак имаат право на приговор. Неофицијално станува збор за наплата на околу половина милион, кои со камати би можеле да достигнат над 1 милион евра. Инаку Македонска банка долго беше една од најавторитетните банкарски институции во државата, се додека не испливаа малверзации за кои јавноста докрај никогаш не дозна ништо. Во тој контекст се ставаше и некогашниот гувернер Петар Ѓошев, кој на крај целиот случај го реши лично, донесувајќи одлука за незино затворање. Образложението беше државата мора да спречи на граѓаните повторно да им се случи експор банка или пак ТАТ. Интересно во овој случај е тоа што сите штедачи коректно беа обештетени, но должниците досега ниту помислуваа дека цели 12 години им тече камата, од која сега главата ќе ги боле многу.